Здраво живо, добро дојавте во уште едно мое видео. Овој пат имам една интересна тема која што размислувам долго време и сакам да побарам одговори од вас. Сакам да зборувам за независноста. Значи во системот во кој што живееме или во општеството, како сакате наречете го, во демократијата, државното уредување, независност се вика кога ќе се иселиш од родителите и ќе одиш да живееш во некој твој објект од бетон или куќа или било што. И тоа се нарекува независност. И мене сето тоа ми дојде чудно и би сакал да ве прашам како може да ве убедат дека тоа е независност. Затоа што, например, вие живеете со вашите родители, така, вие не плаќате сметки, не плаќате за храна, не плаќате дури и за облека, ви помагаат и за облека, но подоцна вие го напуштате сето тоа и одите во така наречена независност, односно одите да живеете сами, во место во кое што треба да плаќате или кирија, или да купите местото, или да земете кредит па да плаќате рата за тој кредит, на место каде што сами си купувате и произведувате храна, си готвите, и во место каде што најчесто сами си купувате и гардероба, и сето тоа ви го продаваат како независност. Тоа не е точно. Вие сте независни само од вашите родители, сте зависни од системот. Значи, системот смислил начин како да ве направи зависни од него и тоа го нарекол независност, замислете. Колку е сето тоа чудно. Меѓутоа, преку сите тие емисии, преку сите тие филмови, преку сите тие слуги на системот, тоа ви е представено како независност. Меѓутоа, вие не сте независни. Вие во моментот кога ќе се селите од вашите родители, вие станувате зависни од системот, затоа што треба да му плаќате сметки, треба да му плаќате кирија, треба да си купувате храна, треба да си купувате облека. И за да го добиете сето тоа, вие треба да бидете робови на системот или да му работите него и да му плаќате дополнителен данок. Значи, додека живеете вие во заедница, системот нема голема корис од вас, затоа што, например, за да се одржи една заедница, потребно еден или двајца да работат само, што значи дека само еден или двајца му плаќаат данок на системот. Но на системот тоа не му одговара, и тој преку филмовите и преку разни психолошки операции, програмирања, преку телевизиите, преку професори и така и натаму, тој ви убедил дека вие треба секој посебно да му плаќате данок на системот или давачки, за возврат системот да не прави ништо за вас, туку да си овозможи само повеќе клиенти. Значи, вие кога одите во таа така наречена независност, вие станувате клиент или зависни од системот и му плаќате него до крајот на животот. Порано луѓето живееле во заедници и системот нема многу корис од нив, па така тој ги разбил тие заедници и сега гледам дека се сведува на човек што живее сам во станот, работи 3 работи и тоа го нарекува независност. Иако животната сила му исцедена, изгледа како да има 350 години, нема воја за ништо, најчесто е под некои лекарства и така натаму, тој тоа го нарекува независност. Но меѓутоа тоа не е точно, пак ќе речем, тоа е зависност или тоа е внесување во некој вид на модерно робство, каде што сами си плаќате за се и на тој начин единствено што има корист од тој начин на живот е системот и тој мал број проценти на луѓе што ќе направат многу пари за кратко време, па подоцна не треба да работат. Меѓутоа, знаете дека тоа е затворен круг и дека тоа е клуб во кој што не примаат нови луѓе. Плюс и вие кога ги напуштате родителите, напуштате
убавата позитивна енергија и одите да живеете со 30-40 непознати луѓе, некогаш и 100 во тие големи згради и сите заедно ја примате или ширите и користите иста енергија. Значи, вие кога живеете со вашите родители, вие знаете енергијата која што ве окружува. Меѓутоа, кога одите да живеете во стан, вие не знаете со каква енергија сте обкружени, па така често доколку под вас комшиите се нерасположени, ќе бидете и вие нерасположени. Доколку некој во зградата се кара, вие ќе осетите таа негативна енергија и така натаму и така натаму. Додека кога сте со фамилијата, ви имате на некој начин заштита или сите меѓусобно си ја надополнувате таа енергија и се штитите. Додека кога одите да живеете во стан со непознати луѓе, го немате тоа, и вие примате енергија од сите тие луѓе во зградата, што е уште една негативна особина на таа така наречена независност која што ви ја продаваат. Значи, многу едноставно, системот му требаат нови клиенти и тој го добива тоа на начин што ви пропагира да вие што побрзо се иселите од местата во кои што сте вистински независни и слободни и да одите или да станете зависни од системот. Тоа е реалноста, тоа е замената на тези или извртувањето на поимите кој што го прави овој систем, кој што вие сите го прифаќате. Значи, со заминувањето од дома вие станувате зависни од системот и ја губите вашата слобода. Тоа е толку едноставно, толку лесно е да се види. Се надевам ќе размислите и ако не е така, дајте ми одговор. Како може тоа што треба да плаќате плюс даноци, рати за кредит, кири, храна да купувате, сметки, е независност. Јас не можев да видам ни една карактеристика на независност што има. Независност е да отидете на собствен имот, собствена земја, да си произведете собствена струја, собствена храна, да си имате собствена вода. Тоа е независност, ама таа независност системот не ја сака и не му треба, и затоа ви ја продава оваа независност најчесто преку филмовите, за да спротивно од тоа ве направи зависни на системот, односно да изгубите и таа мала независност што имате на оваа планета и на овој свет и да станете, да влезете во должничко робство или да му станете робови на системот. Системот секогаш ќе работи да се произведе повеќе клиенти, да има повеќе луѓе што му плаќаат данок и секако да има повеќе поданици. Значи, таа замена на тези е актуелна, независноста не е точно. Не сте независни кога ќе се иселите од вашите родители, кога ќе земете сами стан, напротив, тогаш допрва станувате зависни или робови, затоа што цел живот вие ќе работите, ќе плаќате данок, ќе плаќате сметки плюс заради тоа ново место кое што сте го земале или заради таа така наречена независност. Кажете ми како може да биде независност тоа што ве обврзува да работите за него една или две работи целиот ваш живот. Одговорете ми на овие прашања во коментар слободно, може да дебатираме на овие теми. Тоа е моето размислување, дека системот си ствара клиенти цело време и би требало конечно да видите дека тие тези или тие имиња и називи кои што се употребуваат не се точни. Како што кажав, независно се кога ќе имате сами храна, вода и струја, или кога ќе живеете со вашите родители, или кога ќе живеете во заедница во која што само еден или двајца ќе работат, а другите ќе бидат слободни. Само тогаш ќе бидете независни и само тогаш ќе осетите слобода. Тоа е мојата тема за денеска. Се надам беше интересна. Коментирајте на оваа тема, а ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и
се гледаме